Екипата на МЗТ Скопје Аеродром новата сезона во АБА лигата ќе ја отвори против својот доскорашен тренер Алеш Пипан и неговата Унион Олимпија. До вчерашниот тренер на металците ќе мора токму против своите да игра во првото коло од Јадранската лига во која минатата сезона имаше забележителен настап во дебитантската сезона за МЗТ во АБА лигата. МЗТ на домашен терен ќе го пречека шампионот Партизан во петото коло, а вице шампионот Црвена звезда ќе гостува во Скопје во 13-тото коло од новата сезона. Во годинешното издание на АБА лигата ќе учествуваат 14 тима кои ќе одиграат по 26 кола, а единствена промена од минатата сезона е тимот на Мега Визура кој доби право да настапи и ќе биде на местото од Сплит кој испадна од лигата. УЕФА ги соопшти 10 имиња на фудбалери кои конкурираат за престижната награда најдобар фудбалер на Европа во изминатата сезона. Сосема очекувано УЕФА понуди најмногу фудбалери од европскиот шампион Бајерн Михен, Томаш Милер, Френк Рибери, Аријан Робен и Бастијан Швајнштајгер, а во трката се ушти Лео Меси, Кристијано Роналдо, Златан Ибрахимовиќ, Герет Бейл, Роберт Левандовски и Робин Ван Перси. Церемонијата на доделување на наградата на најдобриот на стариот континент е закажана за 29 август, кога ќе се одржи ждрепката за Лигата на шампионите. Германецот Марцел Кител победи на 10-та етапа на Тур де Франс 2013. За Кител ова е втора етапна победа на годинешното издание, откако беше најдобар во финалниот спринт од својот сонародник Андрес Грейпел од тимот на Лото Белисол. Возачот на Аргос Шимано ја заврши делницата долга 197 км, која својот крај го имаше во Сент Мело со време од 4 часа 53 минути и 25 секунди. Трет на целта пристигна британецот Марк Кавендиш, кој направи доста неспортски потек кога буквално го бутна тимскиот колега на Кител Том Велер во последните 100 метри од етапата, но за среќа на возачот на Аргос Шимано, никој од велосипедистите кои беа позади него не налета, па така без поголеми последици ја заврши етапата. Во генералниот пласман лидер и понатаму е возачот на Sky Крис Фрум, втор е Александро Валверде од Movistar со заостанување од 1 минута и 25 секунди, додека третото место и понатаму е во собственост на Баук Мулема од екипата на Белкин Про, кој досни 1 минута и 44 секунди. За денеска на Тур де Франс е предвиден индивидуалниот хронометар кој ќе се вози од Авранш до Монсент Мишел во должина од 33 километри. По завршувањето на Вимблдон беше објавена најновата ATP ВТ ранг листа на најдобрите 10 тенисерки и тенисери во светот. На ATP листата Роџер Федерер забележа пат од 2 места и сега е на 5-та позиција. Лошите настапи и раната елиминација на Вимблдон е причина за новиот пат на швајцарецот кој го има најслабиот пласман на ATP листата од 2003 година. Последен пат Федерер бил на дното од топ 5 листата на 23 јуни 2003 година. Овогодинешниот победник на Вимблдон Енди Мари пак ја намали предноста на Новак Џоковиќ на помалку од 3000 поени или точно 2950. Српскиот таз сега има 12310 поени на лидерското место. Одличен скок на третото место направи шпанецот Давид Ферер, а зад него на четвртата позиција се најде Рафа Надал. Меѓу најдобрите 10 на ATP листата за оваа недела се и Бердих, Дел Потро, Цонга, Гаске и Вавринка. Кај дамите Серена Вилијамс има нешто повеќе од 2500 поени предност пред Марија Шарапова, која напредуваше едно место на сметка на Азаренка, која сега е трета. Зад водечката тројка следат Агнешка Радванска, Наали, Сара Ерани и дури на седмата позиција е новата шампионка на Вимблдон Марион Бартоли, која скокна 8 места и зад себе ги остави Петра Квитова, Анжелик Кербер и Каролина Вознијацки.